Најголемиот проблем кај луѓето во суштина е исчерпување, кој ќе се даде за нешто одреден рок, многу полесно човекот да го изпълни. Ама кога нема рок, тогаш неизвестноста уѓава. Како ќе решите и што има врска со ова евангелска прилика која не известна? Му вели ангелот на Јосифа, земи го детето свој и тргни во Египет. А кој ќе се врати не му кажува. И остани таму додека не ти кажам. Тоа може да биде 2 дена, може да биде 2 години, може да биде 20 години. Тоа треба крајна вера, човек, односно од верата што прилегува поверението, да има човек во Господа, односно во ангелот која пренесува веста и да реши добро. Ќе тргнам ја за Египет, од Израел, значи за Египет, ако не знам што ќе ми се случи. Денес одат на печалба луѓето и се подготвуваат, може би неколку години пред тоа, па дали да одам, па дали да не одам. Ретко и нема таков човек што ќе се забере одмah, сега му паѓа мислат и ќе тргне во Германија на печалба. Ама ова е сосема друга ситуација. Ангелот му вели од името Господово, а Јосиф, праведниот го викаме, кој денес го славиме, значи неделата после Божик секогаш е определена да се слави праведниот Јосиф, цар Давид и апостолот Јаков, брат Господ. Тие дени ги славим по неделата после Божик. И тие, односно праведниот Јосиф го зема детето и оди со мајката негова, со Пресвета Богородица во Египет. Што прави тој таму, скоро е неизвестно, не е запишено, не знаеме. Меѓутоа го чека гласот повторно на ангелот, кој му вели, сега умреа тие што бараат душата на детето, сега може да се вратиш. Колку време помина, колку години помина, не знаеме за тоа. Меѓутоа, Јосиф повторно послушен бива и се враќа во израелската земја, но се населува не во Ерусалим, туку во градот Назарет. На овој Ирод, цар, бил тогашен, кој ѓубил оние младенците, зашто му да му кажале дека ќе се роди Месија, кој ќе биде цар на Израелот, само да не биде некој друг цар, тој бил толку 1000 деца во околината на Ерусалим, на Витлеем, на Ерусалим, за да не остане некој кој ќе биде царот. Мислел дека тој вечно ќе биде цар, ама еве и тој умира, и откако умира, ангелот му дава вест на праведниот Јосиф дека може да се врати во израелската земја. Јосиф се враќа заедно со Пресвета Богородица и со Богом младенецот. И се населуваат во градот Назарет. Овој Ирод, големе, не можеме да речеме дека бил еден од најдобрите управители во епохата во која што живее. Уште има во Ерусалим од градбите негови кои тој ги правил во рушевини се на вистина, ама уште ги има. Значи бил значајна личност и го добива епитетот дури и велики, како Александар, што бил велики, така и Ирод бил велик.
Ама многу, премногу се плашил некој да не му го одземе царството. И кога умира тој царство, за негово го наследува тројцата негови синови. Еден е во Јудеја, еден е во Кесарија и еден е во Назарет, во Галилеја, ваму каде што се населува семејството. Повторно ќе се навратам на неизвестноста во животот. Кога бев во притвор, дојде од Русија овој Волоколамски, тогаш беше митрополит, и ме вели, овие ќе те остават до крајот на животот во затвор. Ако не го промениш мислењето, јас како пушкам, нема да го променим мислењето. Се разделивме после тоа, јас одидов повторно за затворската келија и размислувам. Не се 2 години, не се 20 години, тој живот не може да во затвор. Каква е ова тешка дилема? Се потсетив сега на ова што ангелот му кажува на Јосиф. Не му кажува време, ни колку време ќе биде во Египет, ни кога ќе се врати, ни како ќе биде понатаму, каква таа неизвестност кој јаде човека ќе излезе. Меѓутоа, ако има вера човек во Бога, вели, бе ти Господи, цел живот ти го оставам тебе. Што сакаш прави? Јас сум твој свидетел, односно, јас живеам за тебе. Тогаш обесилена е секоја безсмислена мислата која може таков зародиш да има, да рече, зошто го слушаш Бога, гледаш како си во неизвестност. Не го слушам Бога затоа што барам логика во тоа. Која логика? Може да барам нешто логика, може да се тешам со некоја таква логика. Ама не се работи само за логика. Посилен е оној кој нема логика и вели, Господ ме рече. Зашто Господ ме рече, затоа така сакам да биде. Затоа така ќе издржам да биде. А Господ е силата и во овој и во идниот свет, и во овој живот и во идниот живот. Ако имаме, браќа и сестри, таков однос од Бога, од ништо не треба да се плашиме. Ова евангелска перикопа, гледате, може би не е ни значајна за некој кој мисли дека што ме да учам нешто за детето Исус. Што може дете да направи? Но гледате во поставката, во начинот, тој се знае, Господ се знае, и што ќе го сретне однапред во Египет и кога ќе се врати и како ќе се врати. Ма не знаеме ние, ама за нас ова евангелска перикопа за да имаме храброст утре кој ќе добиеме знак од Бога, просветлени од Бога, да кажеме, бе, не е битно што јас не можам да си го објаснам. Битно е што Господ го рече. А ако имаме таква доверба во Господа, кој се во животот поинаку ќе го се движи. Се буквално. Затоа што во него човек што има надеж и во него што има доверба, ќе го остави мајката детето свое. Скоро да не може, од 99% случаи нема да го остави. По 1% може би има и такви мајки што ќе го остави. А Господ ни во тој 1% нема да ја остави. Значи, ако мајката не го остава детето свое во 99%, Господ во 100% нема да го остави. Само потребна е нашата доверба. Нашата вера, тоа е нашата вера која ќе раѓа доверба. Раѓа доверба во суштина за да имаме доверба дека можеме да се потпреме на Господа.
Ете, ова евангелска перикопа може човек да си ја толкова историски. Да рече, ете, тоа е било тоа, да се случува понатаму по животот на Господа, ние да прераскажуваме. Ама не само за тоа, секоја евангелска перикопа носи порака за денешница. Таа се случила пред 21 век. Ма тоа е трајното и тоа е вечното на евангелските перикопи. Што? Иако се случила пред 21 век, сега има значење исто како тогаш. Затоа ни е потребна вера, браќе и сестри. Тоа е сега. Вера секој од нас различно го доживува, различен однос. Верата е однос со Бога. Некој е спремен, како и маченици што ги гледате тука живописани во црквата и да умре за Бога. Абе што ги ме животот без Бога? Друг си прави калкулации други, вели, абе Господ да ми дава здравие, Господ да ми дава богатство. За различни се пристапи. Со Господ имаме различен однос. Ама тоа значи дека имаме и различни последици од тој однос. Значи, друго е да му го подариме животот на Господа, кој не ни го бара, ама е радосен кога ние живееме за него. Оти тој ни го подарува живот. Кога тој ни го подарува животот, најнормално и ние биле радосни кога нашите деца би ги ја исполнувале волјата на родителите. А колку Господ е радосен кога ние исполнуваме волјата негова. Тој што искрие, зацикрие, не ја кажува на сите, ама ова ќе направи, што ќе направи, ќе дојде во црква, во недела, зашто се нема во црква. Не ни вели така. Ама во суштина, тоа ни сето предание кое ни го дава, ни целиот однос кој го развиваме со Бога, се подразбира. И лошо му е, не сака да дојдете во недела во црква. Не, сака да ме видиш и да во црква. Зашто? Тука ќе го чуеме гласот Божи. Нема да го чуеме, кај, да речам, во некои места каде што скоро да е неприсутен Бог. Иако секаде велиме е присутен Бог, ама некаде многу повеќе молчи отколку што го прави тоа во црквата. Во црквата зборува. Зборува преку владиката, преку попост, преку еден со друг што си зборуваме и сообштенијата што ќе кажуваме и тие може да бидат од Бога. И воли да го разпознаваме гласот Божи. Тоа е важно, браќи и сестри, затоа е потребно недела да биде ден за собирање во црква. Тоа да ни биде најглавен дел, да живееме од недела за недела. Се друго да правиме во животот, во вие другите 6 дена можеме да си ги завршиме сите работи, ама недела да ни биде ден за Господ. Да дојдеме во црква, да учествуваме во Светата Евхаристија, да слушаме проповедите и толкувањето на евангелската перикопа и да излеземе во наредниот ден да го живееме тоа. Од каква смисла ќе има ако само слушаме? Треба да го живееме животот црква. Тоа е најважното. Милоста Божја, затоа нека биде со сите вас, браќи и сестри. Нека ве чува, нека ве храни, нека ви даде благослов, да во овие Божите денови да бидеме сите радосни со радост небоземна, со радост која не е само радост материјална, туку радост во односот. Кога имаме некој однос значаен со некој кој го љуби и тој не љуби,
тој ни е значаен односот, многу повеќе од колку материјално што ќе ни подари. Таков однос да го задржиме со Бога, да го имаме во сите векови, зашто е Негово царството и силата и славата. Амин. Синот, Светлиот